Српските и црногорските камионџии се закануваат со нови блокади на границите ако не се реши проблемот со престојот на превозниците во Шенген зоната. Македонските велат ако проблемот не се реши нема да има потреба од блокади зашто нема да има кој да вози. Најголема нервоза кај превозниците создава бавноста на разговорите со Европската Унија. Пред неколку дена се одржа првиот состанок на работните групи на техничко ниво од земјите од Западен Балкан со Европската комисија. Наредниот состанок е закажан за 2 недели. Македонските бизнисмени незадоволни од односот на Европската Унија. Мислам дека е некоректен односот да вака со едно соопштение, со една реченица се одбиваат сите предлози, затоа што јас сум внатре во процесот и сум информиран дека имаше 50 на предлози што можеа да ја решат ситуацијата и можеа да отворат перспективите за тоа. Ако некој го ограничува движењето на луѓето и на стоките, тоа го прави најголемиот злочин што може да постои. Црногорскиот медиум Виести објави дека Европската Унија ги одбила сите предлози и оти се можни нови блокади. Председателот на Српското здружение на превозници Неѓо Мандич за Тањук изјавил дека последниот состанок на работните групи бил катастрофален и оти ништо не било прифатено. Српските превозници донеле одлука за нови блокади на границите, но датум се уште не е утврден. Во Министерството за транспорт и врски пак велат дека разговорите се во тек и се бара решение во рамки на новата визна стратегија која ја промовираше Европската Унија. Како министерство апелиравме да не се потпаѓа на шпекулации и секаков вид непроверени информации кои може да наштетат на диалогот, особено не на шпекулации од соседните држави. Секоја држава одлучува за себе. Македонија продолжува со диалог за трајно решение. Македонските превозници бараат засилено лобирање за што побрзо решавање на проблемот. За превозниците од Западен Балкан, како и за сите останати граѓани, важи правилото дека може да престојуваат во земјите од Шенген зоната најмногу до 90 во 180 дена. За превозниците тоа е премалку за исплатлив бизнис. Минатиот месец камионџиите од регионот ги блокираа границите во знак на протест против правилата.